На се повеќе локации во главниот град, од столбови, бандери, семафори, ловат неколку различни видови на камери. Нашето лаичко око забележа три типа: правоаголни, сиви камери, топчести и најновите кои во моментов се инсталираат на нови столбови во форма на квадар и во сина боја. Пробавме да дознаеме која е нивната намена, особено по се погласните најави дека ќе се санкционираат сообраќајни прекршоци со камери. Беше 2012 година кога тогашниот врв на МВР го промовираше проектот Безбеден град, систем на камери кој требаше да ја зголеми безбедноста по повеќе основи. Во моментот кога проектот ќе биде целосно завршен, ќе бидат во функција над 600 камери кои ќе вршат мониторинг на просторите каде што најчесто имаме јавни собирања, на најфреквентните и стратешки сообраќајници. Камерите од проектот Безбеден град и денеска работат, но не се знае ниту колку, ниту точно зашто. Една најавена функционалност никогаш не се оствари, да казнуваат за сообраќајни прекршоци, а дека служат за следење на лица или возила од интерес, јавноста дознава во случаи како при киднапирањето и убиството на Вања Ѓорчевска. Но неколку месеци наназад, и тоа на повеќе локации, се поставуваат нови камери, најчесто на нови столбови. Од МВР велат и тие се дел од проектот Безбеден град и повторно најавуваат ќе се користат и за казнување. Ве известуваме дека во континуитет се врши надградба на системот Безбеден град. Новите камери кои се поставуваат во Скопје се во рамките на проектот Безбеден град, кој има за цел зајакнување на сообраќајната безбедност, а откако ќе бидат поставени ќе се користат за документирање на сообраќајни прекршоци. Камерите се уште не се во функција. По завршувањето на сите потребни активности околу овој проект, јавноста соодветно ќе биде известена. Ова сепак не беше директен одговор на прашањата кои 360 степени ги упати до МВР. Па се обидовме повторно со прашања, како кои камери за што служат, дали веќе се спроведени тестирања, па и како што јавија некои медиуми дека во тест фазата биле регистрирани илјадници прекршоци. Ве известуваме дека во континуитет се врши надградба на системот Безбеден град. Новите камери кои се поставуваат во Скопје се во рамките на проектот Безбеден град, кој има за цел зајакнување на сообраќајната безбедност, а откако ќе бидат поставени ќе се користат за документирање на сообраќајни прекршоци. Камерите се уште не се во функција. По завршувањето на сите потребни активности околу овој проект, јавноста соодветно ќе биде известена. Македонските граѓани веќе имаат едно неславно искуство со наблюдување. Всушност се работи за прислушувањето кое го обелодени опозицијата во 2015 година. Логично е откако видовме колку лесно се злоупотребува системот да има сомнеж за истиот, без разлика кој раководи со институциите. Кога по трет пат се обративме до МВР, упативме и покана за интервју со министерот Панче Тошковски на тема Безбеден град. До емитувањето на оваа сторија не добивме одговор. Според универзитетскиот професор од Факултетот за безбедност Злате Димовски, токму нетранспарентноста за целиот проект отвара сомнеж како системот се користи. Ние многу повеќе свртивме внимание кон она што беше кажувано во еден долг временски период дека се прислушкуваја не знам колку илјадници луѓе, дека им се следат едноставно телефоните, а воопшто не обрнавме внимание на сето она што ни се случува во јавноста, на јавните места, па можеби и на други места каде што има поставено. Ние факт е дека ги немаме локациите, каде се поставени тие камери, кого следат, зошто се употребува тој материјал, дали воопшто постои одреден центар каде што се собираат таквите информации кои што утре за утре би можеле да бидат искористени во различна функција против нас или евентуално во наша функција. Она што со сигурност се знае е дека за системот за автоматско казнување за сообраќајни прекршоци да функционира, ќе треба да се менуваат закони. Односно, ќе треба да се воведат нови членови во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, за кој нема ниту најава, ниту информација дека се подготвуваат во МВР. Професорот Димовски потенцира дека мора да има јасни процедури. За да може да се казнува она што би било како некаков си материјал, едноставно тој материјал треба да биде доказен материјал, поточно да добие процесна вредност. За жал сега во овој момент тоа тешко дека може, сем ако не се применети ПИМ мерки, посебните истражни мерки со нормално посебна процедура, во овој момент тоа не би можело. Треба да се променат низа на закони
кои што ќе доведат до тоа да сите оние добиени податоци, нормално ќе треба да бидат валидни тие податоци, да бидат реални тие податоци, затоа што во оваа ера сега на разноразни можности, каде што имаме разни можности за додавање, одземање на одредени фотографии, лица, присуство, па практично целосна една монтажа да може да се прави, факт е дека тоа ќе биде проблем. Тогаш ќе се постави повторно прашањето колку ние ќе можеме да веруваме на истото. И затоа ќе мора да знаеме кој е тој што ќе го работи сето тоа, кои се сите оние кои што ќе го доставуваат тој материјал, каква ќе биде процедурата пред дали ќе биде само со платен налог или евентуално ќе се оди на суд. 360 степени се обрати и до Агенцијата за заштита на личните податоци, откаде не информираа дека Министерството за внатрешни работи досега се нема обратено до агенцијата во однос на поставувањето и пуштањето во употреба на камерите за видеонадзор. Но таму тврдат дека МВР и нема законска обврска да го направи тоа, бидејќи членот 65 од Законот за полиција и го дава тоа право на полицијата. Од снимање на јавни места во смисла на овој закон се подразбира аудио и видео надзор над јавните места каде што зачестено се извршуваат кривични дела или прекршоци со цел за нивно спречување. Екипа на 360 степени направи обиколка низ главниот град. Нови камери засега може да се забележат пред се на најважните сообраќајници. Од стариот тип на камери има речиси во секоја скопска општина, но забележавме дека нови се инсталирани на следните локации. Булевар Александар Македонски, населба Автокоманда, на раскрсницата близу студентскиот дом Стив Наумов. Булевар Крсте Мисирков во близина на апелациониот суд. Булевар Партизански одреди кај Соборен храм и во Карпош 1 на раскрсницата со Рузвелтова. Како и на булеварот Словенија на раскрсницата за влез во населбата Шуто Оризари. Па 12 години од првичната најава, ќе видат ли Скопје, Тетово и Куманово дали системот безбеден град навистина ќе ги направи овие места по безгрижни средини за живење. Или камерите ќе продолжат да се користат за други, не до крај познати цели.